Почитувани слушатели, добар ден. Се наоѓаме во ек на политичка кампања за локалните избори 2025. Радио Голди во рамките на законското работење и следење на политичката кампања овозможивме и бесплатно представување на кандидатите кои претендираат да освојат власта. Во тој контекст денеска ви го пренесуваме интервјуто со Јован Чебанасков, носител на листа број 5 од коалицијата за локални избори 2025 предводена од СДСМ. Долгогодишен професор и спортист во рамките на локални избори 2025. Господине Манасков, добар ден, добро дојдовте во Радио Голди. Добар ден, најпрво ви благодарам за поканата. Драго ми е што сум тука меѓу моите сограѓани со можност да зборуваме отворено и искрено. Најнапред ќе ве прашам, како дојде до одлуката да влезете во политиката и да ја прифатите улогата на носител на листа на СДСМ, Велес? Знаете, одлуката секако не дојде преку ноќ, понекогаш и животот сам ве насочува. По повеќе од 26-7 години поминати во образование и во спорт, чувствував дека дојде време тоа сето моje знаење, искуство и одговорност што ги стекнав, да ги ставам во служба на сите граѓани. Знаете, сум бил наставник, директор, тренер, човек кој што секој ден се соочува со реалните проблеми на луѓето. Гледам дека младите заменуваат, гледам како родителите се борат да ги издржат своите деца, како наставниците се трудат со ограничени ресурси да направат чуда и секој од 6 на нив. Гледаме дека луѓето се борат, но често нив им недостига поддршка, внимание, на луѓето им недостига систем. Во еден момент си велиш, ако сакаш нешто да се смени, тогаш мора и самиот да се вклучиш во таа промена. Сваќаш дека ако само се жалиме, ништо нема да се смени. Политиката за мене не е амбиција, туку обврска е да се застане пред народот и да им кажеме: доста е празни зборови, време е да се зафатиме за работа, но со срце и со одговорност. Мислам дека тоа беше мотивот за самата одлука да се вклучам не за себе, туку за градот во кој што сум пораснал и за луѓето со кои што секојдневно се среќам. Како вашето долгогодишно искуство како професор и спортист ви помага во оваа нова улога? Многу повеќе од кој што може да се замисли. Самото образование ме научи да слушам, а спортот пак ме научи да не се предавам. Знаете, на секоја утакмица вложуваме максимум. Како професор по математика и физика научив дека успехот не може да дојде така лесно или со лесни решенија, него доаѓа со дисциплина, мора да бидеш трпелив, постојано да се надградуваш. Исто така спортот ме научи дека вистинскиот лидер не стои над тимот, туку е заедно со тимот, со него. И кога победува, и кога губи, сите сме заедно. Спортот ме научи исто така да не се предавам до последниот миг, до последниот момент, до последниот поен. Во спортот научив дека не можеш да имаш резултати без тим, без работа, без дисциплина. Исто тоа и со живот. Политиката не треба да биде надпревари во суети, него треба да биде надпревар во идеи и во искреност. Јас така тоа го подразбирам, како некоја тимска игра која што ќе биде за доброто на сите, а не како некоја борба за фотељи, туку напротив, за борба да биде тоа за подобар живот на сите граѓани. Што ве мотивира лично да се вклучите во локалните избори и што сакате да промените во вашата средина? Па искрено, мојот мотив е човечки. Велес е мојот град, градот кај што пораснав, иако имав можност да бидам и надвор од него и да работам и да живеам, меѓутоа сепак сум тука. Таму каде што ги воспитував моите ученици, таму каде што ги тренирав млади спортисти, генерации. Сакам да го вратам она чувство на гордост кое што го имавме некогаш, ако се сеќавате. Веле, знаете дека е град со дух, со срце, со енергија, никако како да го не чувствуваме сега тоа. Сакам да создадеме еден систем каде што, пример, од најмалите детето ќе има едно квалитетен систем на образование,
кај што младиот човек има шанса за работа, за развој, развивање, а додека повозрасните луѓе ќе имаат сигурност, но и достоинство. Сакам исто така да покажеме дека со честна работа и со тимска енергија, со визија вистинска, можеме да направиме разлика. Кои се трите најважни приоритети што ги нуди вашата програма на граѓаните? За граѓаните. Со оглед на тоа дека доаѓа од образование и спорт, не може да ги пресукнам тие две работи. Значи, прво образованието, нормално ќе се вложиме во напредување на училиштата, наставниците, новите технологии. Второ, спортот и младите. Затоа што само преку спортот се градат карактери и општество без поделби. Понатаму трето, веќе би сакал да имаме една транспарентна и одговорна локална власт, која ќе биде многу блиску до луѓето и со луѓето, а не до партиските централи. Ништо да не биде скриено, се да биде отворено. Граѓаните имаат право да знаат каде ни оди секој денар и што се работи во нивно име. А нашата програма е баш таква, реална и човечка, фокусирана е на секојдневните проблеми, а не на некои големи ветувања како што другите тоа го прават. Како планирате да ги подобрите условите за образование и спорт во Велес, со оглед на тоа што доаѓате од тие области? Да, јас доаѓам токму од овие две области, Полиња. Знаеме од прва рака, и јас исто така лично, што им недостига на нашите училишта и на спортските клубови, како директор, како тренер. Знаеме колку вреди еден добар наставник и едно добро опремено училиште. Но знаеме и како тоа треба да се направи. Тоа веќе е докажано. Тоа не треба јас да го кажувам, веќе луѓето се уште не заборавиле што направил Јован Чеманасков како наставник, подоцна како директор во Блаже Коневски во неговиот 7-годишен мандат. Цела година веќе по моето заминување, луѓето, колеги, деца, родители ме среќаваат, се јавуваат да се пожалат дека училиштето и активностите драстично опаѓа. Се уште се реализираат и се фалат со некои инвестиции кои што и проекти кои што како директор, како тим ги донесовме. Имаме наставници кои што се јавуваат и бараат поддршка за неправилна распределба на часеви, на места. Има луѓе кои што се плашат и за своите работни места. Знаете како, дел од работените, да не речам, дори се малтретираат од некои нереализирани, ќе се дрзнам да кажам, суети, кои што, како вели народот, да им власт, па измери им го памет. Видете само на самиот говор на караванот, кога беше, кажав дека многу квалитетни кадри од општината си заминаа. Зошто? Многу кадри од училиштето, за една година 3-4 од вработени од Блаже Коневски заминаа. Се прашале зошто? Велат директори не се издржува. Ете, затоа прифатив и затоа бараме доверба од граѓаните. Ако на Централниот одбор и раководството на Социјалдемократскиот сојуз верува во мене и во мојот тим, ме менувале за претседател на Комисија за образование и наука на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и заедно со колегите од секторите за основно, средно и високо образование ја креираме образовната политика на централно ниво, тогаш зошто граѓаните на општина Велес да не ми дадат доверба. Ќе се бориме за модерни училници, дигитална опрема, но и достоинството, повторно ќе го повторам, на наставниците и сите вработени во образованието. Додека во спортот знаеме како да создадеме систем на локални грантови стипендии, ќе подобриме спортската инфраструктура и младинските школи. Знам дека талент има, постои кај децата, само треба поддршка и услови да им успеат. Како гледате на развојот на младите во градот? Што треба да се направи за да останат тука, а не да заминуваат? Истото ова го споменав како белата чума во градот на караванот дека постои.
Видете, ние мора да им дадеме причина да останат млади. Работа, простор за идеја, чувство дека гласот им се слуша. Младите нема да останат затоа што ние ќе им кажеме останете, само и они ќе останат. Ќе останат ако им дадеме причина за да останат. Ако имаат перспектива, некоја сигурност, шанса да растат. Затоа нашиве политики се создадат услови за мали бизнисни, културен живот, спорт, заеднички простор за младите кај што ќе се чувствуваат дека припаѓаат тук. Ако градот им понуди можност, тие ќе создадат идлината тук. Младите не бегаат од татковината, тие бегаат од неправдата. Наша цел да ја замениме оваа неправда со надеж. Само така можеме да ги издржиме. Дали вашата програма има конкретни мерки за поддршка на спортските клубови и наставниците? Па да, всушност тоа е сршта на мојата визија. Наставниците се тие кои што ќе ја добијат поддршката за професионален развој, стимулативни програми и подобри услови за работа. Како председател на Комисија за образование, заедно со целиот тим, ние имаме и листа на предлог мерки кои што во самата општина каде што ќе добијат наши градоначалници или советот, доволно места во советот на општините, каде што тие предлог мерки се по однос на грижа на учениците во општинските основни и средни училишта, грижа на учениците со попреченост, грижа за наставниците и стручните соработници, подобрување на условите во општинските училишта. Значи само на кратко неколку, нема да ги наведам, што има преку 25-6, што се однесува за учениците. Многу ме боли тоа што талентираните ученици ги ставаме на маргините. Значи ние би сакале да направиме системско решение за идентификација и работа со талентирани надарени ученици во општинскиве основни и средни училишта, со цел да може да им се овозможи соодветен пристап за да може да напредува нивниот талент, да им се даде соодветна континуирана финансиска помош и поддршка на тие ученици. Ние се соочуваме да самите ученици бараат средства. Сум имал таков ученик кој што има освоено трета, односно бронзен медал на меѓународна олимпијада, светска. И се бара спонзорство за да може тоа дете да оди. Што се однесува за наставниците. До утре са вале можеме да зборуваме и за нивниот статус. Јас би сакал, еве само на кратко, да им дадеме исти можности и оние наставници кои што патуваат во рамките на општината. Зошто на ученици да се плаќаат, наставници да не се плаќа превоз? Би сакал да добијат, да се направи правилник кој што ќе имаат соодветна награда за тие наставници кои што работат со талентираните деца. Како ќе одиме напред? Да им се даде некоја финансиска награда за ученик кој што освоил на регионално надпревар прво место, за државен надпревар или олимпијада. Мораме тие наставници некако да ги стимулираме. Но од друга страна и ќе водиме грижа за нив, за да може во рамките на општината да се направи правилна распределба на нивната работа, работни задачи, работни места, оптимизацијата во општините и она што за кој последните неколку години, секоја година како директор го барав да се донесе еден правилник во општината и не е донесен се уште. Тоа го побарав како информација од јавен карактер и беше одговорено од страна на општината. Тие се уште немаат правилник за правилна распределба на средствата од блок дотациите. Како се распределуваат? Нема критериум. Така да многу работи се испланирани, што се однесува малце на спортските клубови. Стабилен фонд мора да има за финансирање, пред се на младите категории. Како и поддршка нормално за тренери. Мораме да ги доцираме тие тренери како да правилен раст и развој да се сконцентрираат на младите таленти. Ова не го зборувам како политичар, верите. Тука како човек кој што знае што значи кога еден тим нема топки, нема дресови или нема сала, а сепак се бори со срце. Како планирате да ја подобрите комуникацијата помеѓу граѓаните и локалната власт? Со отворени врати, буквално со отворени врати. Значи и нормално искрен диалог.
да не се доведат во ситуација луѓето дади бројче и еве ви бројче и чекај на ред. Општината мора да ја направиме дом да биде на сите граѓани, а не институција од која што луѓето има се уште се плашат да отидат во општината и да тропнат на тие врати. Ќе воспоставиме јавни форуми, редовни средби, кога зборам редовни средби и надвор од општината, во малата, ќе направиме дигитални алатки преку кои секој граѓанин може слободно да праша и да добие одговор, да предложи, може да критикува слободно. Само така може да изградиме довербата преку слушање, а не преку зборување. Кои се вашите ставови за транспарентноста во работењето на општината и вклучувањето на граѓаните во одлуките? Транспарентноста не е опција, таа е обврска. Од најтранспарентна општина се сведовме на, па да не речам, меѓу најдолните позиции во држава. Јас сум човек кој што цел живот работи со јавноста и во јавноста. Нема ништо позначено од довербата што ја има во јавност. Секој денар, секоја одлука мора да биде јавно достапна на секој граѓанин. Ќе воведеме отворен буџет и јавни извештаи за секој проект, а не со денови со месеци да прашуваат колку пари се потрошени за тој проект, колку пари се вложени во тој проект, а да нема одговор. Довербата можеме само да ја изградиме со вистина, а не со пиарови. Ако нешто правиме, граѓаните мора да знаат. Тоа се нивни пари, тоа се наши пари, тоа е нивна општина. Ова е нивна општина, ова е нивниот дом. Така да мора да знаат за секој ден. На кој начин ќе ги слушате и вклучувате граѓаните во креирање на локалните политики? Како и досега. Активно учество, граѓански совети, анкети, дебати, да ги прашаме луѓето што навистина им треба, а не да претпоставуваме ние што им треба. Идејата не е само да се победи на избориве. Идејата е секој граѓанин да почувствува дека може да допринесе тој самиот. Ние не можеме сами. Ние можеме само со граѓаните заедно. Јас не сакам, како вика ти, еве се бори за власт. Не, јас не сакам да владеам. Јас сакам да соработувам со сите граѓани. Сега малку ќе проговориме за изборната кампања. Каква кампања водите? Повеќе на терен со граѓаните или преку медиуми и социјални мрежи? На терен сме секој ден. Може да не видат луѓето и граѓаните, да веќе не препознаваат, а не познаваат и претходно. Знаете како? Сакам да ги погледнам луѓето во очи. Сакам да ја почувствувам искреноста. Сакам да го почувствувам и гневот. Че се среќаваме луѓето не се задоволни од претходните некои работи кои што сме ги направиле, меѓутоа како вика човекот на грешките се учи. Социјалните мрежи нормално се алатка, меѓутоа контактот човечки мислам дека е незаменив. Така да кампањата ја водиме заедно со мојот тим, со луѓето, меѓу луѓето, таму каде што се проблемите, таму каде што има надеж, а има надеж кај луѓето и тоа веќе го препознаваат. Но, Божана, морам да се заблагодарам да Радио Голди што постои. Да не сте вие, јас не би можел како сега да допрам до сите граѓани на општина Велес, па и пошироко, затоа што кога возам ве слушам и да, па добро, тоа ни е и должност. Така да не смееме медиумите да ги изостанеме, штета што ги нема во поголем. И во иднина се разбира при работењето во советот. Так, секако, контактите со медиумите, да. Секако да ќе одговориме на вашите покани. Како ја оценувате политичката култура во локалниве избори? Дали има фер надпревар меѓу кандидатите? Ова како некое провокативно прашање вака, меѓутоа има многу што да се подобри. Многу има што да се подобри. Жалам што понекогаш забораваме дека политиката треба да биде служба, а не борба за некои суети. Политиката мора да излезе од кавгите и од навредите. Сведоци сте, нели, на ќе се објави нешто, коментари, дури безобразни, дури вулгарни и така натаму. Мора да сватиме дека ние не сме непријатели. Ние сме само луѓе со различни идеи, а се бориме за истиот град. Сакаме да покажеме дека Велес може да биде пример за зрелост и за култура. Ќе видиме и од другата страна како ќе биде. Јас се надевам дека овие избори ќе ни донесат многу повеќе достоинство, фер надпревар, но и почит, затоа што
Јас верувам во фер надпревар. Како во спортот, победата, знаете како спортист има смисла само ако е чест. Што би им порачале на вашите политички противници? Интересно прашање. Па ајде да се надпреваруваме во идеи, а не во лаги, не во навред. Зборам за лаги, зборам за онаа програма од пред 4 години, за кои што истите проекти сега се рекламираат и снимаат и спотови и такви нешта. Ајде да се бориме за доверба на граѓаните, а не за фотејите или за местата таму. На крајот од денот, сите сме ние велешани. Сите ние ќе се сретнеме на улица, во маркет, на надпревар, на трибини. Ајде нека победи, јас ќе порачам оној кој што има подобра визија, а не оној кој што има повеќе плакати и спотови. Сега ќе одиме кон една лична и мотивацијска нота. Како вашиот спортски дух се одразува на вашата политичка борба? Малкуцка кажавте на почетокот, но сега веќе сме при крај на кампањата, па дали имате уште енергија? Да, пак се враќаме на мој терен. Јас сум тој образование спорт, така да, знаете како во спортот научив дека секоја борба вреди ако ја водиш честно и поштено, не. Научив дека исто така нема лесна победа. Научив дека секој пат или секој пораз е можност да станеш уште посилен. Политиката истото го бара. Тоа што го сметам дека го имам нели како спортист. Истрајност, тимска работа, но и верба дека вреди да се бориш. Ова сега не е трка за медал, туку сега е трка борба за доверба. И уште нешто, можеби и најважно, оние што ме познаваат многу добро, знаат дека кога е тешко, тогаш најмалку се откажува. Што би им порачале на младите луѓе и вашите поранешни ученици кои ќе гласаат за прв пат? Имам многу ученици, ги среќавам на улица, дури и не ги препознавам. По 35-40 години, така да, меѓутоа... Тие сега за прв пат што ќе гласаат? Аха, па вака сега. Младите секоја знаат дека јас сум бил со нив и секој сум бил на нивна страна. И затоа нив не треба многу да им зборувам, пошто ме познаваат. Сепак сакам да ги подсетам некои работи, иако ги знаат, иако сме го зборувале тоа многу пати како професор и како тренер, немојте да дозволите некој да ви каже дека не вредите или дека вашиот глас ништо не менува. Напротив, гласот ваш е многу посилен од тоа што мислите. Ќе порачам да не дозволуваат никој да им каже дека не можат ништо да сменат. Сакам да веруваат во својата иднина, јас ги познавам, знам дека имаат енергија, имаат талент, имаат срце. Тоа треба они да го искористат, затоа што нивниот глас е нивниот прв чекор кон она што они тоа го посакуваат. А секој почеток започнува со еден чекор, како га? Крабар чекор. А тој чекор сега во моментов е нивниот глас. Ако добиете доверба, што е првото нешто што би го направиле во општината? Ќе ги отворам вратите символично, буквално, како сакате сватите. Сакам да го донесам народот во самата општина, да види дека општината е нивната куќа. Општината е нивна власт. Веднаш потоа би сакал да ги посетам сите институции. Таму почнува секоја вистинска промена. И секојаш како директор, знаеле да директоре не ве најдовме. Да, во канцеларија не се вршат работите, се вршат надвор тие. Сакам да ги слушнам луѓето. Само така може да започне вистинската промена. Со слушање, а не со говори. И пред да ви се заблагодарам за учеството во денешната емисија, ќе ве запрашам што им порачувате на вашите сограѓани пред изборите. Ова како на крај порака некоја. Па пред се би порачал да излезат да гласаат. Тоа е нивно право. И тоа е мислам дека најважно сега во моментот, а изборот кој ќе биде и кој број ќе го закружат е нивни избор. Сакам да им порачам дека оваа борба што сега ја водиме, нели викаме надпревар, борби, нели символично, не е борба за партии, него ова е борба за нашиот град, а со тоа и за нашиот дом. Сакам да им порачам да не се плашат, да не гласаат со страв или од страв, туку да гласаат од надеж. Да не се водат од некои навики, туку од вербата во промена. Сакам да веруваат дека Велес може подобро. Знам дека може подобро. Сакам да ја порачам дека јас сум Јован Шеманансков, тој истиот професор, тренер,
човекот кој што верува во нив и верува во својот град. Јас сум носителот на листа од број 5 за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со коалицијата. Јас не можам да ви ветам чуда, можам да ветам честност, труд и посветеност, да го вратиме Велес кај вас, на луѓето, да го вратиме и да го направиме град на наспевки, на спорт, на знаење, на заедништво, да не се гледаме напор. Да го направиме град кој што верува, град кој што создава и нормално град кој што ќе се движи само напред. Ви благодарам за учеството во емисијата, ви посакувам многу успех. Јас ви благодарам вас на можноста да можеме да допреме, да бидете гласот, да допреме до сите граѓани на општина Велес и можам да кажам дека не беше толку страшно. Тоа беше Јован Чеманасков, носител на листата број 5 на локалните избори од коалицијата за локални избори 2025, предводена од СДСМ. Ви благодарам на вниманието.